петочно издание на регионалните вести. По вчера извршеното убиство во чајджилница во Тетовска Мала Речица, уапсен е 56-годишникот од Тетово, осомничен за смртта на 43-годишниот Хасмир Хасани. Полицијата го најде на десетина километри од Тетово. 56-годишниот тетовчанец осомничен за вчерашното убиство на 43-годишникот Делисец во чајджилница во Тетовска Мала Речица е најден утринава околу 6 часот. Полицајците го нашле на десетина километри од Тетово на мостот помеѓу Теарце и Пршовце. Осомничениот тетовец на возраст од 56 години при лишувањето од слобода извадил пиштол и се обидел да го употреби, односно да пука кон полициските службеници, но брзо и ефикасно бил совладан и потоа приведен во секторот за внатрешни работи Тетово. Покрај пиштолот од руско производство имало и 30 на куршуми. Во текот на денешниот ден, осомничениот во координација со јавниот обвинител, а со соодветен поднесок, ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Неофицијално причина за убиството е поранешна расправа и физичка пресметка меѓу двете лица. Во ведението на Мајката Божија во Ерусалимскиот храм го прославија сетолчани во црквата подигната во слава на Пресвета Богородица. Со свети богослужби во храмовите големиот празник се чествуваше во Тетовскиот крај, а многу семејства празникот во народот познат како Пречиста го слават како домашна слава. Денес православните христијани во Тетовско го слават празникот во ведение на Пресвета Богородица во Ерусалимскиот храм. Овој свет чин 100 години наназад го чествуваат и сетолчани. Тие го почитуваат аманетот на нивните предци да ја слават заштитничката на нивното село. Во црквата подигната во слава и чест на Пресвета Богородица во Сетоле, по повод празникот протопредрак Исаевски изврши водосвет, пошто беше прережан и колачот принесен од верниците. Драги сетолци, мојата душа е пресреќна, бидејќи и јас сум дел по мајка од ова село и се навраќаме на корените на оваа ни прадедовска света почва, на ова мило село Сетоле, во кој живее толку благороден, прекрасен народ, православен, кој народ изобилува со топлина, со љубов, со милост, а пред се и самите светци и наши предци, Мајка Божја се радува, што еве топло не пречекувате за овие најубави, најторжествени денови. Пред се празникот овде е посветен на Мајчица Божја, Богородица, бидејќи и самиот храм го носи нејзиното име. Пречиста самиот празник означува дека најпрвин Мајка Божја била пречиста, почиста и од мајската зора која изгрева, мајската мугра. Денешниот ден во ведение на Мајка Божја во храмот Ерусалимски означува тоа што Јоаким и Јана долго години немале дечиња. Јоаким бил на 70 годишна возраст, Ана на 65 годишна возраст. И ја очекувале милоста Божја да им подари барем едно детенце. И Господ Бог се смилувал над солзите кои допреле до самото свето небо, до самиот свет престол на Бога, и ги израдувал не со обичен род и пород, туку со мајка Марија, бебчето Марија, солза во превод од еврејски измолена од Ана, која што до Бога просолзила за да има род и пород. И тоа не било обично детенце, туку тоа детенце што се воведува денес во храмот Божи, по заклетвата од родителите кога рекле: Господе, и едно дете да ни дадеш, ќе го посветиме на Тебе во храмот. Ете, се исполни заклетвата нивна и таа заклетва пред Бога денеска ја го даваат тоа детенце пред Бога во Ерусалимскиот храм. Од 3 годишна возраст Мајката Божја, попратена со ангели Божи, со Дух Божи, влегува во храмот каде што ја пречекува првосвештеникот Захарije. Захарije, гледајќи го тоа дете како ангел од Бога, гледајќи го тоа дете и повеќе од ангел како идна мајка,
со провидение Божјо го внесува во олтарот во светињата на светиите. Ете колку е овој празник значаен и прекрасен. Со овој празник почнуваат сите православни постни празници, започнувајќи од пречиста, завршувајќи до самиот бадник. Нека ни се напомош сите светли, благословени денови од Бога, сите што празнувате пречиста, имајте среќна, вечна слава нека ви биде и сите Марио, Мариовци, Марии, нека им се вечни имиња. Сетолчани и се верни на традицијата празникот достојно да се одбележи. Јас сум Вера Симовска, сна сетолска што би рекол народот наш. Инаку 20 години имаме и стара и нова куќа во Сетол и доаѓаме редовно. Како вие го доживувате денешниот празник? Што значи тој за вас? Па не за мене, за целиот христијански народ. Пречиста, празникот пречиста е од најважното, од најголемото значење. Затоа што ако не беше мајка Богородица, нема се да се роди Исус Христос, нашиот Бог и Спасител, и ние не можевме да имаме после тоа ни воскресение, ни вера во Бога, ни вера во вечен живот. Затоа пречиста е навистина многу важен празник. Празникот пречиста се најде и во литературното творештво, па на сетолчани им беше прочитана и поезија посветена на овој празничен ден. Пречиста, твојот влез во храмот е градење нова колевка за светот, нова надеж за повторно раѓање. О, пречиста, Бог ја издедри и сочува твојата чистота, всади долго трпение и се опфатна љубов во твоето срце. Божја нежност ја напои твојата става, од крепкост никна небесна сила. Даде Бог да се роди Синот Божји и одгледа во твоите недра. Чуварке на љубовта Божја, помагаш и за сите човечки чеда се молиш. Бистрино на вечната солза, со безусловна љубов љубиш. Мајко на нашиот Господ и мајко наша, утехо наша, о, пречиста. По повод празникот за присутните верници во Сетоле беше приредена братско-сестринска трпеза на љубовта. Празникот пречиста денес пригодно беше одбележан и во останатите цркви во Тетовско. За бројни семејства во Полошко Пресвета Богородица е заштитничка на нивниот дом и се чествува како семејна слава. Во Средното техничко училиште во Гостивар денес се одржа манифестација во чест на престојниот празник 8 декември, денот на Свети Климент Охридски. Гостиварските основни и средни училишта со заедничка манифестација го одбележаа престојниот празник 8 декември, денот на Свети Климент Охридски чудотворец. Прославата ја организираше Средното техничко училиште, каде и што се одржа настанот посветен на најпознатиот ученик на браќата Кирил и Методи, прв оригинален словенски писател и творец на Охридската книжевна школа. Се собравме тука во фоајето на нашето училиште, сплотени сите заедно, основни и средни училишта од општина Гостивар, со цел да го чествуваме ликот и делото на нашиот учител и просветител. Учениците од основните и средни училишта дојдоа тука да ги искажат своите беседи за и во чест на Свети Климент Охридски. Се надевам и во иднина ние како училиште, но и останатите основни и средни училишта ќе продолжат со вакви манифестации кои што се заслужни за помен и чествување. Морам да признам дека ми представува особена чест и задоволство што денес сум дел од оваа организација и воедно да изразам една пофалба до организаторот нели Ангелина Нофитовска, заменик директор на Техничкото училиште во Гостивар. Воедно користам и прилика на сите просветители да им го честитам денот 8 декември, денот на Климент Охридски. Програмата беше исполнета со настапи на основците и средношколците кои се представија со своји литературни творби под водство на менторите, професори по македонски јазик. Климент Охридски, светител Лошек Клименте, пастиру наш, ти кој душата своја света ја положи за сите нас. Кога тој напишал, начин на изговарање пропишал, со буквите тој се мачил и сакал на збуката на врв да ја качил. И еве нова азбука добие. Првиот заштитник, а другиот чудотворец. Каде? Во Охрид! Прославата по повод одбележувањето на денот на Свети Климент Охридски со свој настап ја збогати културно-уметничкото друштво Браќа Гиновски од Гостивар.
Каква болест е туберкулозата, како се добива и како се лечи? Денес се едуцираа лицата кои инектираат дроги и сексуалните работнички од Тетовско. Обуката се спроведуваше во Центарот за развој и унапредување на јавниот живот во Тетово. Предавање на тема туберкулоза и ХИВ-СИДА за лицата кои инјектираат дроги и сексуалните работнички од Тетовско денес беше организирано во Центарот за развој и унапредување на јавниот живот во Тетово. Целта беше оваа посебно ранлива категорија на граѓани, но и нивните семејства и пријатели да се запознаат со начините на добивање на болеста туберкулоза, можноста за превенција, но и за навремено откривање и лекување. Днешната работилница, обука која ќе се одвива во Центар за намалување штети, е наменета за зависници од дрога и сексуални работници. Темата е туберкулоза и ХИВ. Овие обуки работилници Центарот за намалување штети ги обавува во текот на изминатиот период. И се надеваме дека и во 2016 ќе продолжиме со исти интензитет. Целта е едукација на зависниците од дрога за за болеста туберкулоза, начините на пренесување, потоа откривање, како е начинот на откривање, како да се диагностицира и начинот на лекување, каде можат овие корисници се обратат и за понатомошно лекување. Денешната едукативна работилница за туберкулоза беше трета поред, а досегашните искуства говорат за исполнување на целта поради која и се организира, а тоа е навремено и подетално информирање на корисниците на дроги и сексуалните работнички со цел спречување на болеста, односно нејзино лекување. Во изминатите обуки има корисници кои што имаат прележено туберкулоза. Тие биле на лекување во клиниката во Лешок. Дел има и во Скопје, во клиниката за белодробни заболувања. Тие се веќе излекувани. Се надеваме дека нема да има некои нови откриени случаеви на туберкулоза, но сепак ние стоиме на располагање за понатомошна помош и препраќање до соодветни институции. За бројката општо да кажеме во Република Македонија има дека 600 до 700 случаеви на годишно ниво кои што се откриваат. Се надеваме дека овој пораст е во благо намалување, но сепак постои туберкулозата како заразна болест и се надеваме дека таа се понатаму ќе се намалува и намалува. На годишно ниво со едукациите за туберкулоза и ХИВ се опфаќаат над 40 учесници, при што анонимноста на корисниците е загарантирана. Во рамки на програмата на учесниците им се делат хигиенско-прехранбени пакети. Проектот се имплементира од страна на Центарот за развој и унапредување на јавниот живот Тетово во соработка со невладините организации ХЕРА и ХОПС од Скопје. Компанијата Везешари од Тетовски Требош започна да ја снабдува американската армија во НАТО алијансата со своји производи. Македонската компанија за производство на јајца Везешари почна да ја снабдува американската армија во НАТО алијансата. Првата нарачка веќе е направена во ноември. Благодарение на компанијата Еколог, која е присутна во целиот свет и е една од компаниите снабдувачи на НАТО и Обединетите нации, ние почнавме да ја снабдуваме американската војска во НАТО со наши производи секаде во светот. За нас ова има огромно значење, затоа што токму во годината кога одбележуваме 15 години постоење, се потврдува квалитетот на нашите производи, вели Армен Абдурахмани, собственик на Везешари. Абдурахмани се надева дека за кратко време, освен со јајца, НАТО ќе се снабдува и со сувомеснати производи од компанијата Лекер, што секако ќе зависи од потребата на Еколог. На новото партнерство гледаме како на можност пред светот да докажеме дека поседуваме производи и тим за светски битки и докажувања. Со нашите германски партнери во изминативе години внимателно работевме на секој чекор од нашето портфолио. Нашите планови се да продолжиме со производство на квалитетни производи и да ја прошириме соработката со НАТО и на други континенти, вели Абдурахмани. За неговата партнерка од Германија, Клаудија Семилер, оваа соработка е плод на макотрпна работа досега.
Оваа соработка пред се е плод на нашата досегашна макотрпна работа и заложби. Она што ни значи е дека се повеќе земји широм светот го препознаваат нашиот квалитет. Во конкретниот случај станува збор за соработка со базата на НАТО во Авганистан. Соработката воедно и дел од мисијата на компанијата за продуктно ширење на нови географски реони, каде што постои ваков потенцијал. Оваа година поставивме високи цели, согласно нашата бизнис стратегија за раст и развој. Во план се нови инвестиции, објаснува Семилер. Компанијата Везе Шари почна со одгледување на пилиња и фарма на несилки за производство на јајца во 2000 година. 5 години подоцна продолжи со инвестиција за производство на совоместнати производи, кои од 2007 година почнаа да се продаваат под брендот Лекер. Во 2013 година ја изгради и првата електроцентрала за биогаз во Македонија, Електрошари. Граѓаните на Тетово денес ќе можат да плаќаат сметки преку специјализиран апарат, поставен во маркетот Рамстор кај Државниот универзитет во Тетово. Јавна комунална предпријатие Тетово заедно со фирмата Плајнета промовира нов начин за плаќањето. Со бакнавен и надевам дека вакви апарати ќе имаме и во блиско во градот, во центар на градот, значи че граѓаните ќе може да го користат 24 сати овој услуга. Значи дека мене ми е мило што ЈКП Тетово значи е прв субјект во нашиот град што го промовира ваквиот терминал, ваквиот начин за плаќање после Водовод Скопје и УЈП. Надевам дека другите автомати стигна за брзо време и второто значи дека друг начин што граѓаните освен апаратот значи дека може да ги платат нашите сметки и преку телефон. Значи дека мене ми е задоволство ЈКП стигна до тука значи дека и да го промовира овој начин. Во Центарот за култура Асном во Гостивар, утре, 5 декември, ќе се одржи мини саем на книги, кој се организира во соработка со Сдруженијето на писатели Манускрипт. 50 на наслови од македонски автори ќе бидат изложени утре во фоајето на Центарот за култура Асном во Гостивар. Мини саемот на книга се организира во соработка со Сдруженијето на писатели Манускрипт, кои се јавуваат како издавачи на делата. Љубителите на пишаниот збор ќе имаат можности да се дружат со дел од авторите. Александар Алексов, Слагјана Ставрева, Томе Мешковски, Срѓан Ивановиќ, Филип Димковски и други. Саемот го организираме со цел да и понудиме на гостиварската публика актуелни книги од домашни писатели и поети и средби со неколку од нив. Во Гостивар ќе се представиме со 50 на наслови со што веруваме дека ќе го задоволиме вкусот на сите читатели, велат организаторите. Сајмот се одржува под мотото Манускрипт поблиску до Гостивар и ќе трае од 11 часот предпладне до 20 часот навечер. На денешното рочиште за случајот Ровер, еден од обвинетите Љубе Бошковски изјави дека поседува аудиоснимка, со која може да се докаже дека бил наместен и дека неговиот случај е полициско-политичка монтажа. Обвинителката Лидија Рејчевич Вучкова потоа соопшти дека се повлекува од случајот, доколку биде преземен од специјалното обвинителство. Таа не сакаше да го прегледа материјалот. Според Бошковски, процесот Ровер е конструиран од висок функционер од полицијата. Тој истакна и дека неговиот адвокат ќе го достави материјалот до специјалното јавно обвинителство. Судењето е одложено до јануари. Изборот на нови членови на Државната изборна комисија целосно е закочен, бидејќи не е постигнат договор за тоа кои ќе бидат тројцата експерти што ќе влезат во составот на ова тело, согласно најновите измени на изборниот законник. Иако до крајот на оваа недела се очекуваше да бидат избрани новите членови на изборната комисија, сепак партиите се уште не ни седнале да се договорат. Од СДСМ реагираат дека ВМРО ДПМН е тактизира со одржување на средбата на оваа тема, се со цел да се купува време и да се пролонгираат процесите, што ДИК треба да ги спроведе за да се создадат услови за фери демократски избори во април наредната година. Прашавме во ВМРО ДПМН
ДПМН зошто не се избрани се уште новите членови на комисијата и каде според нив е проблемот, но одговор не добивме. Од ВМРО ДПМН никој не дава коментар на оваа тема. Партискиот портпарол Иво Котевски вели дека нема информации до каде се овие работи, бидејќи според него постапката е влезена во собранието и таму треба да се води. По притисокот во врска со членството во Шенген зоната на кој Грција беше подложена од страна на Европската Унија, во четвртокот земјата го активира механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, пишува грчкиот весник Катимерини. Грција дозволи службеници на Европската гранична служба Фронтекс на границата со Македонија, а исто така го активира механизмот за екипи на брза гранична интервенција, кои ќе и помогнат при патролирањето во Егејското море. Одлуката доаѓа откако неколку анонимни извори од Европската Унија рекоа дека неколку земји се залагаат за исклучување на Грција од Шенген зоната, бидејќи земјата не може да го совлада бегалскиот бран. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави по средбата со шефот на турската дипломатија Мевлут Чевушоглу дека од него не слушнал ништо ново. Лавров истакна дека на средбата го повторил ставот на Русија дека соборувањето на авионот е криминален чин кој е против сите норми на меѓународно право. По повод обвинувањата од Турција дека руски државјани се вмешани во окупувањето нафта од Исламска држава, Лавров кажа дека е чудно тоа што се објавува дури откако Москва ги изнесе тврдењата за нелегалната трговија со нафта. Тој додаде дека со американскиот државен секретар Џон Кери разговарал за мерките за затворање на сириско-турската граница, како и турско-ирачката граница. Лавров и Чавушоглу се сретнаа на маргините на Министерскиот совет на ОПСЕ во Белград, што е прва средба на државни функционери на овие две земји по соборувањето на рускиот Сухој на 24 ноември во Сирија, каде Русија спроведува воздушни напади врз позициите на џихадистите на Даеш. Долниот дом на германскиот парламент ги одобри плановите на владата за приклучување кон меѓународната кампања против милитантната група Исламска држава во Сирија. Во мисијата е вклучено испраќање на 6 торнадо авиони и фрегета, која ќе има за цел да помогне во заштитата на францускиот носач Шар де Гол. Германија нема да се приклучи на земјите како Британија, Франција, САД и Русија, кои извршуваат воздушни напади во Сирија. Во Париз денеска повторно е отворено кафулето Ла Бон Биер, во кој исламските екстремисти во вооружениот напад на 13 ноември убија 5 лица. По нападите граѓаните со денови оставаат свеќиња пред кафулето. Време е повторно да ги отвориме вратите и да продолжиме со животите како што ги имавме, изјави продавачка во кафулето. Камерите за надзор вечерта ги снимиле напаѓачите во црна облека како приоѓаат кон кафулето, стрелајќи во гостите кои седеле на масите пред кафулето, а потоа полека се вртат кон автомобилот, кој полека се движи зад нив. Во нападите во Париз загинаа вкупно 130 лица. 12 луѓе загинаа, 6 се ранети во напад со молотови коктели во еден ноќен клуб во Каиро. Според египетската полиција, тројца моторџии фрлиле коктели врз клубот и побегнале. Исламските милитанти презедоа повеќе напади главно против безбедносните сили откако од власта беше отстранет председателот Мохамед Морси и муслиманското братство по големите протести во 2013-та. Највисокиот вулкан во Европа Етна, кој се наоѓа на Сицилија, вчера еруптираше, исфрлајќи лава и голем облак од црн пепел. Според Италијанскиот национален институт за геофизика, вулканот еруптирал рано наутро, а лавата се издигнала на 1 километар од 3350 метри високата Етна. Станува збор за една од најмоćните ерупции на Етна. Времето денес беше претежно сончево со појава на утринска магла по одделни котлини. Дуваше слаб ветер од јужен правец. Утринските температури се движеа од 0 до 4, а дневните од 6 до 11 степени.
Според метеоролозите времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. По котлините сутринска магла и ниска облачност. Утринските температури ќе се движат од 1 до 5, а дневните од 6 до 11 степени. Тука е крајот и на ова информативно издание. Имајте пријатна вечер.